Здраво на сите, јас сум читач и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за Големиот Гетсби од Скот Фицџералд, роман класик, роман кој што според многумина е еден од најдобрите романи на 20-тиот век и претпоставам дека повеќето од оние што ќе го гледаат ова видео, дури да не го прочитале Големиот Гетсби, сигурно слушнале за овој роман, затоа што е многу познат роман, сметан за класик и така натаму. Има еден интересен факт, тоа е на оние топ листи кои што сум ги начекал повеќе пати на, не знам, топ 50 или топ 100 романи на 20-тиот век или на сите времиња, кои што обично претежно се со англосаксонска позадина, меѓутоа како и да е, таму Големиот Гетсби секогаш се наоѓа на првите неколку места, па дури некогаш и е прогласуван за најдобар роман или најчитан роман. Тоа од секогаш ми бил интересен факт. И неодамна требаше да го препрочитам од други причини, не поврзани со каналот, и го читав по трет пат, го имам читано и на англиски, на македонски уште поодамна, и убаво се совпадна затоа што го најдов ова ново издание од издавачката Куќа 3. Не знам дали е ова стар или нов превод, преводот од англиски на Драгана Велковска и е доста фин превод, меѓутоа ова е едно многу убаво издание, гледам има во сличен ваков формат повеќе романи, се помалку човекот да заи, имам видео снимано за тоа, Сидарта, Хесе, сликата на Дориан Греј, записи од подземјето од Достоевски, така странецот сега излезе од Ками, многу фина едиција и решив да ја употребам за ова видео баш оваа едиција, затоа што е нова и може да се најде, е достапна. Големиот Гетсби многу пати е споменуван како големиот американски роман, нели таа потрага за тоа кој е тој Great American Novel, и Големиот Гетсби многу често на Фицџералд е кандидат да биде тој најдобар дефинитивен американски роман. Меѓутоа во случајов нема да зборувам многу за Фицџералд, само ќе кажам неколку збора за него и подоцна ќе направам еден пресек на романот без да правам спойлери, затоа што Големиот Гетсби е роман кој што особено во вториот дел се случуваат некои пресврти, има важни моменти кои што ако ги откријам, тоа ќе биде целосно, ќе го расипам искуството, ќе им го расипам искуството на оние што не го читале романот, немам намера да го правам тоа. Ќе дадам еден пресек на романот и ќе кажам кои се според мене силните страни, кои се според мене слабите страни и моje мислење за романот и дали го препорачувам. Фицџералд е американски писател, како што кажав, роден е во Минесота во 1896 година, меѓутоа растен во близината на Њу Јорк. Подоцна со неговата сопруга Зелда живее во Њу Јорк, па живеат во Париз во 20-тите години, многу интересни години, па се враќаат назад во Америка, па живее во Холивуд и умира во 1940 година. Меѓутоа, особено нивниот брак на Фицџералд и Зелда е драматичен, е екстравагантен и познати се низ цела Америка, е бурен бракот, на крај трагично завршува Зелда. Меѓутоа, додека живеат во Њу Јорк и додека живеат во Париз, тие се во центарот на вниманието многу често. Во Париз тоа се тие години кога има еден вистински бум, не само во Париз, туку во поголемите градови, тие 20-ти години, така наречената доба на џезот, едно време кога има бум во музиката, значи пробив на џезот, во модата, се случуваат исто во Париз во тоа време, живеат и творат клучни личности од областа и на литературата и на уметноста, сликарството, додека живеат таму живее и Хемингвеј, Гертруда Стајн, некои американци од така наречената загубена генерација. Значи тоа се бурни, интересни времиња. Од една страна се и времиња на финансиски бум и просперитет, нели после Првата светска војна, времиња на технологија, на автомобили, кино, музика, на радио и така натаму, и сето тоа го има во Големиот Гетсби. Фицџералд има напишано неколку романи, има многу раскази напишано, ќе спомнам само неколку негови дела кои што се едни од попознатите. Оваа страна на рајот, тоа му е првиот роман, ако не се лажам, Нежна е ноќта, ова го има сигурно на македонски, го имам сретнато. Големиот Гетсби секако во 1925 го издава овој роман. Диаманти големи кукуриц, ова е мој слободен превод, не знам дали го има на македонски.
И интересно што големиот Гетсби кога го издава, иако добил позитивни критики, добро поминал романот, комерцијално бил катастрофа и не продал ни 20.000 примероци. Во последно време е популарен OpenAI и ChatGPT и го замолив, напишав на ChatGPT да ми даде кратка сумаризација на големиот Гетсби и ќе видите што излезе, ова сосема на кратко ќе биде. Големиот Гетсби е роман напишан од Ф. Скот Фицџералд и објавен во 1925 година. Тоа е приказна сместена во 20-тите години од минатиот век, во времето на добата на джезот, и го следи животот на мистериозниот и богат човек по име Джей Гетсби преку очите на неговиот сосед Ник Каравеј. Романот е критика на декаденцијата на тоа време, како и потрага по американскиот сон. Гетсби е обземен со една жена по име Дейзи Бюкенан, со која има кратка романса пред таа да се земе со друг човек. Гетсби троши години за да натрупа богатство, со цел да ја придобие Дейзи, организирајќи екстравагантни забави и живеејќи богат живот. Сепак, неговата потрага по Дейзи на крајот е неуспешна и има, пауза, да не ви правам спойлер, во романот Фицџералд ги истражува темите на љубовта, богатството, класата и идентитетот, сликајќи живописна слика за добата на джезот и карактерите што биле дел од неа. Ова е прилично добра сумаризација. ChatGPT може да го направи ова, може да го сумира романот, меѓутоа она што не може да го направи е да даде свое мислење во смисла на тоа какви чувства предизвикал овој роман кај него. А тука доаѓам на сцената јас и ќе го направам тоа. Ова е мала игра, сакав да биде интересно. Меѓутоа, вистина, романот го раскажува еден човек Ник Каравеј, кој што доаѓа во Њу Јорк да работи со обврзници. Меѓутоа гледа дека неговиот сосед веднаш до неговата куќа има едно огромно куќиште, огромен дворец и тука се прават неверојатни забави, доаѓаат по цели ноќи луѓе, тука е се луксузно, екстравагантно, има цели оркестри, се пие шампањ, се танцува по цели ноќи и се интересира кој е овој човек што живее таму и што ги прави тие забави. Меѓутоа во големиот Гетсби многу е важна географијата. А во која смисла? Кога се движите од Њу Јорк на кај Лонг Ајленд, сега ова пробувам јас да прераскажам, има две мали полуостровчиња и едното се вика West Egg, другото е East Egg. И тука на крајот на едното од тие полуостровчиња е куќата на Гетсби, а од другата страна на другото полуостровче има еден зелен светилник кој што тој со таки почнува романот со копнеш го гледа овој човек. Ник Каравеј ќе го забележи една ноќ како гледа со копнеш кон другата страна и сваќаме дека кон другата страна, таму каде што тој зелен светилник живее, Дейзи Бюкенан, една негова љубов од пред повеќе години, која што тој никогаш не ја заборавил и направил се за да сите тоа богатство и сите тој раскош само за на некој начин да дојде до неа, некако да се слушне глас, за таа да дојде таму и некако повторно да бидат заедно. И нема да откривам повеќе, значи тоа е сетингот на овој роман. Дейзи Бюкенан е многу интересна личност, таа живее со нејзин исто така живее еден богат живот со нејзиниот маж Том Бюкенан. Тука е една нивна пријателка Џордан Бейкер, која што ќе го фасцинира овој човек Ник Каравеј. Значи присутен на Њу Јорк, присутни се постојано одење со возови, со автомобили во Менхетен, во Њу Јорк. Њу Јорк кој што во тоа време е вистински бум. Ја може да го гледате филмот Големиот Гетсби со Леонардо Ди Каприо и ќе видите за како изгледал Њу Јорк во тоа време и каква била таа мода, каква музика се слушало. Затоа што ние некој се замислуваме дека предстои кусур години, не знам, луѓето искинати оделе по улици таму или не знам, си го замислуваме многу често минатото како позаостанато од колку што било. Меѓутоа ќе видите како изгледал Њу Јорк во тоа време и тој сетинг, таа атмосфера, таа географија, како што кажав, е многу важна за овој роман. За овој роман се зборува дека главната тема според многумина е американскиот сон, нели, потрагата по исполнување на тој американски сон. Не е толку очигледно, мене не ми беше тоа толку очигледно, веројатно е така, тоа го кажуваат луѓе кои што знаат многу повеќе од мене. Меѓутоа, како што вели некој на не многу страници, затоа што ова е прилично краток роман, Фицџералд слика една брилијантна слика за потенцијалните задоволства, радости и придобивки што им изгледаат на поединците од тоа време достапни и особено нели во Америка во тоа време земја на можности и така натаму. Од друга страна па Фицџералд во Големиот Гетсби
ги прикажува и сите и сопки и потенцијални зла кои што стојат како една пречка кој што не дозволува баш на секого да биде достапен американскиот сон или дека не е толку лесно да се оствари тој американски сон. Мислам дека последните неколку реченици од романот ја потврдуваат таа теза дека тоа е една од главните идеи на Фицџералд и вели Гетсби веруваше во зелената светлина, во соблазнителната иднина што од година на година е се подалеку од нашиот досег. Овој пат не избега, но ништо. Утре ќе почнеме да трчаме побрзо, ќе ги протегнеме рацете уште подалеку и едно сончево утро така ние се пробиваме со чун спроти струјата што непрекинато не враќа назад во минатото. Тоа е тој непрестаен стремеж кон достигнување на тој сон, кон исполнување, кон освојување на непознатото или кон освојување на нови територии и така натаму. Друго нешто што е присутно кај Фицџералд во големиот Гетсби е нели тој контраст меѓу класите, значи го имаме тој раскош, тоа е богатство каде што живеат овие богати луѓе нели на Лонг Ајленд или на тие места, Њујорк и меѓутоа за да се стигне од едно до друго место потребно да се помине низ еден предел покриен со пепел, со чад, каде што има некакви ископи, има баш живеат сиромашни луѓе, онака некоја работничка класа. Значи на многу фин начин прави Фицџералд контраст меѓу раскошот, богатството и просперитетот на тоа време и дека не секој може да го достигне, дека многу луѓе се обидуваат и живеат, се мачат буквално да преживеат во тој едно свет на надпреварување, можности меѓутоа и на надпреварување. Има еден друг момент во романот, тоа е што потсеќа на една детективска фикција, особено во тоа време и може би од денешна перспектива тоа може да не изгледа малку и банално, така и неинтересно, меѓутоа во тоа време било многу релевантен тој стил и тие елементи што ги има во големиот Гетсби. Сега да ви кажам што сметам дека се силните страни на овој роман. Мислам дека романов на трето читање, дека како што кажав и за некои други романи, добро старее. Во која смисла? Значи романот е се уште интересен и мислам дека е совршено напишан роман. Го мислам тоа во смисла на стилот на Фицџералд, на тоа на убавината на јазикот, на тоа како е дотерано се на свое место и ништо не мрда. Мислам дека Фицџералд има напишан многу добар, феноменален роман, технички гледано и така натаму. Од друга страна, може би нешто што не го доживеав силно, што мислам дека е слаба страна на романот, иако е ова субјективно гледање, е што до некаде на некој начин темите со кои што се занимава се, нели тој американски сон и тоа време е поминато и на некој начин се од денешна перспектива ни изгледаат малку чудно како изживеани да се тие теми и затоа може тоа да не ни е привлечно и факт е дека не е лесен овој роман за читање во смисла на действието е така убаво структурирано, меѓутоа не тече така лесно романот и може да се заглавите, да имате чувство дека се измачувате, па што е поентата сега, зошто да го читам овој роман. И една друга страна која што мислам дека е слаба страна на овој роман е тоа што ликовите, иако се убаво изградени, иако има конфликт, иако има убаво действие, едноставно може да сте го слушали на тоа кој некој ќе каже дека па не ми беше гајле за карактерите, во смисла дека и самото действие се е супер убаво е напишано романот, има пресврти, има моменти кои што нели ве држат во неизвестност, меѓутоа ликовите и самата книга не прави да предизвика нешто во вас. Не мора да е тоа сочувство или восхит или некакво чувство, благо, убаво чувство, дури некојаш да е тоа гнев и омраза, и тоа е окей, тоа е легитимно и тоа го прави добрата литература, додека до некаде ме остави, Гетсби ме остава и по трет пат, иако со восхит за тоа како е напишан романот, ме остава прилично равнодушен во однос на самиот роман. Во таа смисла ова видео не е замислено да биде некаква анализа, колку што моја реакција и моје влегување во коштец со идејата дека ова е еден од најдобрите романи кога било напишани и дека е ремек дело и така натаму. Сакав да го испроцесирам тоа и да видам каде стојам конечно во однос на и по трето читање на овој роман. И би рекол дека во однос на занаетот, на литературата, дека ова ремек дело и Фицџералд напишал сјаен роман.
кој што и според јазик и според стил е одличен роман и ми се допаѓа. Од друга страна, на едно друго, лично, субјективно, можеби емотивно ниво, емоционално ниво, едноставно ме остава без воодушевување, ме остава рамнодушен овој роман. И затоа да не должам многу, ќе кажам дека имам поделени чувства во однос на романот. Би рекол дека, ако ме прашате дали овој роман што треба секој да го прочита, да, секако дека треба секој да го прочита, затоа што има уметност, има занает во овој роман и одличен роман. Од друга страна, сепак сметам дека и после 3 читања не сметам дека ова ми е некој од омилените романи или би го сместил како едно од најдобрите дела кога било напишани. Тоа е моје субјективно мислење. Така што би го препорачувам романот, секако треба да го прочитате Големиот Гетсби и да донесете суд самите за вас. Ако некој издржа до самиот крај на ова видео, тогаш ако некој сака да го добие овој примерок од романот и да му го подарам, пишете ми во коментар на YouTube, не на Facebook, на YouTube, и ќе најдам начин како да изберам на кого да му го подарам овој роман. Од друга страна, ако некој сака да го добие на англиски, го имам и ова издание од Penguin. Пишете ми ако го сакате англиското издание и секако ќе му го подарам Големиот Гетсби на некој што сака да го чита овој роман. Значи, завршувам тука за Големиот Гетсби, ве поздравувам и се гледаме со наредното видео, спремам некои одлични романи. Чао!